Добре дојдовте во нов Асном. Денес имаме вонредно јавување, а причина за тоа вонредно јавување е посетата на министерот за надворешни работи господинот Тимчо Муцунски на Австралија, каде што има доста контроверзи кои се провиваат и провејуваат во нашата диаспора таму и јавниот дискурс. За таа цел имам еден драг гостин, токму од Австралија, господинот Ордан Андреевски. Здраво, Ордан, благодарам многу што се приклучуваш на оваа иницијатива и за да едноставно да комуницираме и да ја објасниме на нашата јавност овдека во Македонија, која можеби нема информацијата што ти ја имаш. Значи, господинот Тимчо Муцунски него до 13 февруари во Австралија, меѓутоа веќе на пола на неговиот пат таму веќе продуцира не проблеми, меѓутоа контроверзи. Те молам, можеш да ни кажеш повеќе за сето тоа? Види, јас разбрав дека ќе доаѓал овде министерот пред 2 недели и се распрашав до кабинетот на министерот за надворешни работи, прашав кој е планот, агенда, со кого ќе се среднат, со кого, кога и тие работи, нешто да ни дадат некоја идеја што се случува и дали има некоја можност да бидеме и ние вклучени во некои активности. Меѓутоа не добив никаков одговор, ќе речеш тие, мислам, комуницираат со Министерството за надворешни работи, ама гледаш, мислам, како пример ти давам, ти ми испратиш ова барање наједноставно, нема никакви информации. Тоа е, мислам, почетна, мислам, проблем, бидејќи тогаш работиве, место да одат напред, да гледаме како ќе се работуваме, ние сме како оставени, како да ти речам, исклучени од овој процес. Тука е дојден да се прославува 30 години на дипломатски односи помеѓу Австралија и Македонија. Тоа е, мислам, одлично, нема проблем. Кој е против тоа? Сите сакаме да има добри билатерални врски помеѓу Австралија и Македонија и со сите места кај што има македонци. И во тој контекст секако дека треба да има македонците да доаѓаат овде и да застапуваат нашата Македонија. Меѓутоа проблемот е што при минатите избори имаше, како да речам, една мисконцепција во народов македонски, во диаспората. Мислеме дека ќе направат нешто позитивно во однос на името, да се отарасат од овој преспански договор, да нешто направат позитивно. Меѓутоа пред изборите едно се збореше, после тоа стана друга работа, некои се измислија некои нови реалности, свршени работи. Значи, например, истите политики што водат прошниот режим, сега и овие сега ја водат. Значи, и после, затоа мислам, тоа е првата, мислам, проблематична точка и Австралија гледа и се чудат, си викаат, гледај, овие владата све прифаќа, а македонска диаспора овде прави протести и комуницира и бара подобро решение за Македонија. И затоа никога не смееме да оставиме работите да бидат само на политичари кои гледаат само да дојдат на власт и позиции, за жал не се борат за Македонија како што треба да се борат и не ги застапуваат македонските национални интереси. Ќе се прашаш за која држава овие политичари македонски, наши од главните политички партии, па да не збориме за албанци, за која држава работат или за чии интереси работат, зашто многу пати само зборат за Америка, за НАТО, за ЕУ, никога не зборат за Македонија, како да подобрат, како да се заштити она што ги имаме и како да се соработува заеднички. Тука има голема пропуст, има и затоа сите кои живееме во светов треба да бидеме свесни дека имаме право и должност да бидеме активни и да соработуваме со овдешниве институции и да им објасниме дека кои се нашите барања
Еве, например, Австралија и Македонија имаат дипломатски односи, например, 30 години, ама од 95-та до 2018 година Австралија нас не нарекува поранешна Југословенска република, што е навистина брука, бидејќи ние на друга заедница во Австралија, дали се Хрвативе, дали Срби или Црногорци или било кои други, не ги класифицира како поранешна Југословенска република, не дека не бевме, и тие беа, сите знаат, меѓутоа тоа беше само сигнал кој покажува дека игрите, какви игри се играат со нас, и мислам затоа после од 2018 кога се донесе овој проклетиот Преспански договор и Австралија одма за 5 секунди ја мени политиката, сега веќе ова е вашето ново име. И затоа ние од Австралија правевме протести, писма, реакции, и цело време тоа не е еднаш, тоа е нон-стоп кампања како да се зачува македонското име, идентитет, историја, бидејќи сака да не крадат, да кај ќе свртиш, сега да има misinformation, disinformation, и плюс австралиската влада, за жал, е вклучена во оваа акција, соработуваат со режимот на штета на австралиските граѓани. Ние плаќаме порези овде во Австралија, имаме право да бараме да не слушаат нас и да прават права надворешна политика која ќе допринесе за подобри односи меѓу двете земји, а не само што сакаат американците или што сакаат Европска унија. И тука, како и за жал и во Австралија и во Македонија, си го матат паметот, мислат дека Америка ќе им го реши проблемот и чекаат инструкција. Ако чекаш инструкција од Америка, ве видовме што направи Доналд Трамп во Македонија, Трамп кога беше првата, мислам, владење, и сега истите глупости повторуваат, и затоа не можеме да чекаме некои да ни го решаваат проблемот, мора ние сами да си бидеме активни, да бидеме, мислам, апсолутно фокусирани на позитивни резултати, на соработка, да не бидат негативни влијанија. Бараме промена на надворешната политика на Австралија и на Македонија, да се работуваат заедно, например преку БРИКС, има други алтернативи. Цело време само слушаме од македонскива страна и овде во Австралија, за жал, се занесуваат со американци кои се, например, немам ништо против Америка како општество, меѓутоа Америка е 4% од населението и плюс сега во 21 век одат назад и пропаѓаат, сами си прават многу проблеми, и дали ќе опстанат, ја не знам да ти кажам. И пропаднаа држави како Југославија и други, може и тие да пропаднат. Не им е убава ситуацијата, и слично и за Европска унија, и затоа не може Македонија да биде жртва на ова игри што се прават и манипулации. Треба да бидеме свесни што се случува во светот. Ние што живееме во Asia Pacific имаме овде многу добро разбирање што се случува во Кина, во сите овие земји, многу паметно се работуваат и одат напред. И зашо ние да бидеме назад? Австралија искористи многу паметно сите потенцијали кои ги понуди Кина, и во последните 30 години направи бум економски, бидејќи паметна политика направија за трговија, направија разни овие free trade agreements, и затоа мора и ние македонците да бидеме свесни што се случува, да не бидеме, да ти кажам, манипулирани ние од Европска унија, ние од Америка. Треба да се прашаме до кога ќе не манипулираат и лажат. Ние сме толку свесни луѓе, имаме историја, многу пати сме биле во слични ситуации кај не оценувале големи сили вамо таму, меѓутоа ние стално мора да бараме подобро решение, и тоа ни е и заеднички пристап. Тоа е многу важно. Апсолутно, јас се сложувам со тебе. Кога се работи за министерот Муцунски, кои контроверзи, значи, вие баравте средба со него, не ви беше одговорено, кои средби, дали неговата посета во Австралија генерира некои контроверзи или па промоција на одредени паралелни вистини? Да не кажам лајк. Види, овде пристигна и без
контакт, без љубов за заедницата. Тоа прво се приметува. Например, отидува еве на некои цркви и манастири, немам ништо против некој да тие се за народов. Меѓутоа, во тие цркви и манастири многу пати нема ни еден македонец која луѓе во работа, така ли, како не е некоја слава голема, таму не се луѓето. Оди, например, на фудбалски утакмици и таму после се фалат имаше 5000 луѓе. Да, ама тие не дојдоа заради тебе, тоа е како фудбалска утакмица, како сега да појдеме ние на некој концерт да речеме, сите овие луѓе дојдоа заради нас, да бидат отворени, да нема дебати, да нема дискусии, да нема заедничка соработка, викаат диаспората била многу важна, меѓутоа кога имаше избори, направија све да не можеме да гласаме и многу работи се случуваат што навистина се загрежуваат. Значи има едно зборат, а друго прават. И луѓето тука гледаат секој ден, освестени се, имаат информации и очекуваат да има подобра комуникација, да има по-блиски врски и од Австралија и од Македонија и ние да бидеме главни еврејска заедница ја врти политиката према нив. Зашо ние да не си вртиме политика према нас? Така е, за сите мора да си водат рачно за своите интереси. И тоа се прави во целиот свет и зашо ние македонците да не искористиме сите можности, капацитети, технологија и економски, политички, секакви можности што ги има во светот, да ги искористиме, да бидеме паметни и така да одиме напред. Апсолутно. И кога се работи веќе спомна за Австралија и низината економска политика кон Кина, Австралија дело AUKUS, Australia, United States, United Kingdom и Канада, и пактот што се формира како една нова војно крило, меѓутоа има веќе подпишано договор за слободна трговија со Кина. Во нашиот случај Кина е трета или четврта увозна земја од каде што ние увезуваме продукти, трета минатата година изби, и поголемиот дел продукти кои доаѓаат од Кина се за широка потрошувачка што ние ги користиме. Од пенкала, све она што се користи за широко потребувачка, ние што го користиме, буквално доаѓа од Кина, меѓутоа таа е царината, за разлика од безцаринскиот трговски режим кој го има Австралија. Ке можеш да ни кажеш поише за таа економска стратегија која Австралија ја има за да има бенефиции со трговијата со Кина? Овде во Австралија, како во Канада, има компании, има фармери, има луѓе кои живеат од извоз и се фокусирани на светски пазари, регионални пазари, и Австралија многу брзо свати дека заборави за Енглеска и Америка. Тоа е, мислам, има тие се културни врски, меѓутоа економискиот развој се случува овде во Азија, Пацификот, и затоа Австралија во 2016 година подпиша Free Trade Agreement, договор за трговија со Кина, и ова навистина ја трансформира австралиската економија. Австралија има билиони долари порнарачки од Кина. Најголемиот партнер на Австралија е Кина, а не Америка или Енглеска или па другиве, или па Европска заедница. Значи, економскиот живот и нината истражување што се прави за нови продукти, иновации, сите се прават во Кина или во соработка со Кина, и затоа мора да бидеме Австралија како пример, да гледаме што прави Австралија успешно и ние да бидеме дел од ова прогрес што се случува, а не да бидеме заглавени во истите оние пропаднати надворешни политички цели, што за жал овој муцунски збори само за НАТО, за ЕУ, да им било стратешко. А без што стратешко никога нема да ја примат, и ЕУ ќе пропадне како што пропадне Југославија. Тоа е само матење. И плюс само зборот овие биле стратешки партнери со Америка.
Америка ни беше вистински стратешки партнер, тогаш немаше да ни го наменат Охридскиот договор или рамка, што го речеме. После ни направи шарна револуција во 2016, после Преспански договор, што повише сакаме. Како е стратешко партнерство? Треба да гледаме кои се американци, тие не можат сами себе да си го решат проблемот, па нас не го решиле проблемот. Тоа е само лага и пропаганда и затоа не сме да се прифаќаат што ќе рекол некој политичар и баш денеска ми испратив имейл на неколку овие што се сенатори, што се вклучени за надворешни like shadow foreign affairs и до министерка Пени Вонг и до сенатори и пратеници да сватат дека ова што го кажува министерот треба да се добро процени, бидејќи не е точно, многу работи што ги кажува не се точни, не кажува дека дека имаше референдум во 2018 година и македонците не сака ниту НАТО, ниту ЕО си сака држава своја независност. Тоа не им го кажува, тоа не се збори овде. И плюс слично се случува и со Америка. Зашо мораме ни да бидеме слуги на никого? Ние македонци сме независен народ, паметни луѓе, вредни, не мора да бидеме слуги, мора да бидеме пријатели со сите и ние сме најдобри дипломати во светот, ако имаме можност да соработуваме со сите. Еве, како што знаеме од личниот живот, имаме пријатели од цел свет, од кај сака да се, од Кина, од Турција, од Индија, од кај сакаш, имаме пријатели и нема проблем. И тоа е иднината. Затоа мора да бидеме отворени, а не е само да си правиме сопки и сами да се уништуваме. Да, значи министерот Муцунски во Австралија промовира една глобалистичка евроатланска агенда, спротивна, не кажувајќи ја вистината дека ние сите на 30 септември во 2018 година кажавме не на НАТО и не на ЕУ под името Северна и ги игнорира нашите национални интереси за сметка за евроатланските и промовира евроатланска агенда. Ја да ти се заблагодарам за тебе што имаш пратено писмо до сенаторите кои се твои репрезенти и до министерката за надворешни работи, чинам, исправиме ако не е така, на Австралија. И што е во сенка и од владата и од опозицијата и кои други ги интересира. Исто сме во контакт со Institute of International Affairs и други што се влијателни да се прави форуми за иновација на австралиската надворешна политика, бидејќи ако оставиме само експертиве или компании да прават надворешна политика, тогаш може да се нема да има стално добри резултати и затоа Австралија пред една година официјално и декларираше дека цел општество австралиско мора да се вклучи во процес на креирање и имплементација на надворешна политика. И владата и опозицијата си имаше како official launch за whole of government approach за надворешна политика и знаат дека ако се работуваат со диаспориве, многу поуспешни ќе бидат. Ако се работуваат со светов, ќе бидат многу поуспешни и затоа мора да се биде вклучен во овие дебати и кога можеме, не само јас и други македонци овде што се правиме like submissions до парламентот, до business associations, било што за и нашите идеи да бидат вклучени и да разбереме што се случува во светот. Живееме во една ера која навистина нуди фантастични можности за трансформација. Еве Кина се трансформира и сега стана суперсила, никој не може да сопри. Зашо ние македонци сега да бидеме едно село кинеско сме, да не бидеме успешни како Швајцарија или како Сингапур? Зашо да бидеме ние назад? Мисменеджмент, ако нема стручни луѓе, ќе дојдат подобри луѓе, има школовани луѓе во Македонија, испраќаме низ целиот свет, а во Македонија пропаст има. Како тоа? Економски пропаѓаат, ова што е околината човекова пропаѓа.
финансиски сите работи пропаѓаат, политички пропаѓаат. Значи тоа е пропаст и затоа сме, да кажам, многу загрижени и мора да бидеме активни, што гледаме дека за жал многу слаби политичари во Македонија немаат никаква идеја, немаат искуство во вистинскиот свет, не сакат да се работуваат со диаспората, зборат дека стратегии ќе прават ovo, ама сето тоа е само зборење, а немаат пари ставени за проекти, за соработка. Сето тоа мора да се инвестира за да се има прогрес. Апсолутно. Не знам дали си запознат, меѓутоа јас видов вчера или завчера една средба со македонската дел од македонската диаспора со господинот Муцунски кој предизвика контроверзии меѓу остатокот на македонци кои не сакаат да се видат со господинот Муцунски. Наводно имало пакт меѓу различни организации македонски организации во Австралија, каде што не би сакале да се сретнат со официјални лица на Северна, зашто не ја признаваат Северна. Меѓутоа, дел од тие што подпишале, наводно отишле и имале средба со Муцунски. Дали знаеш нешто повеќе за ова? Види, овде во Австралија македонскиот народ очекуваше големи промени да се случат во Македонија, посебно прво да се откачат од ова што е Преспански договор, бидејќи има македонци овде од Република Македонија, од егејскиот дел, и тие луѓе сега знаеш како се чувствуваат, како откачени, како никој нема грижа за нив и гледаме дека ако ние не се организираме, ако не правиме отпор према овие политики што се случуваат во Македонија, тогаш и политичари во Австралија ќе игнорираат, плюс имаше, мислам, 99% од македонци што живеа овде сака да се зачува името, сака да се чува културата, некои не ги интересира, тоа е 1%, насекаде има такви, меѓутоа очекуваме подобри резултати и затоа имаше, например, се направи кога беше во 2018 се направи како една манифест, декларација дека поради ова што се случи во Македонија, поради Преспанскиот договор, ќе се бойкотираат режимот во Македонија и тоа се бойкотираше и кога имаше сега нови избори, имаше, мислам, очекување и надеж дека нешто позитивно ќе се случи, меѓутоа свативме дека работава е изиграна, дека овие што кажува едно, друго прават, сега ни матат вода, ние не сме, да ти кажем, треба не пасеме, знаеме што се случува и затоа има проблеми, некои не сакаат да се сретнат и плюс имаат некои организации што, например, не се демократски избрани, да речеме, например 20, 30, 50 луѓе, а има 100.000 македонци и 110.000, значи не се демократски избрани и сега тие одат тамо се сретнуваат со министер вамо, министер тамо, си вика продадена работа. Вие не представувате, не сте избрани на демократски начин и затоа мора да си ги средиме работиве и овде во диаспорава, да не дозволуваме никој да не манипулира и да не дозволиме ниту од македонска страна, ниту па од австралиска страна, бидејќи и овде, ако оставиш само на политичариве, ништо не ги интересира, само и тие бараат финанси за избори, сега доаѓаат избори во Австралија и тоа е, мислам, можно да се направи некои промени во позитивна смисла, да има промена на политикава, а да не викаат нас North Macedonia, после те пишуваат во системот образовен, школски, во сите во што се пописи, те пишуваат како North Macedonian, language North Macedonian. Тоа е неприфатливо, тоа е лага. Кој ќе ти рече дека си роден во Северна Македонија, ја викам, јас 60 години сум роден во Северна Македонија, ама тоа ти кажам, гледај какви, и после затоа народов е загрешен многу и не прифаќат никакви манипулации од никого.
Да, драго ми е дека народот наш македонски во Австралија не прифаќа манипулации, дека има малобројни се тие што даваат поддршка на оваа власт која е која против нашата волја го промовира преспанскиот и бугарскиот договор и името Северна Македонија. И јас се надевам дека вие во Австралија ќе продолжите и ти и други организации да агитирате да се вратат за вистината. А вистината е таа дека ние на референдумот одбивме да бидеме дел од НАТО и ЕУ под името Северна. И за крај само кажи ми, ти си дел од наша Македонија. Кои се вашите активности и што сакате да постигнете? За луѓето кои можеби не знаат. Наша Македонија Австралија е нова организација, се створи во Мелбурн, фокусирана е да се зачуват идентитетот, човекови права, да се слави нашата историја, да се зачува нашиот идентитет, да се соработува со Македонија, да се соработува со владата на Австралија и со други институции, да бидеме активен дел од политичкиот, економски, социјален живот во Австралија, како што сме, ама нагласено со македонско знаме, да не се плашиме, не сме ние задграничен комитет ни на ВМРО, ниту па на СДС, на кој тоа е брука, никој не треба да прифаќат овие вакви политички ориентации, без разлика што мислат нивните водачи. Водачите нивни се тука денеска, утре ги нема. Еве гледаш, беше тој Димитров, го нема ниде. После беше Зајко, никаде го нема. И така и сите тие се менуваат, бидејќи тие ги искористија да свршат прљави работи во Македонија, со уставот, со парламентот, сите тие работи, после ги тргаат на страна, па носат нови гарнитури и мислат луѓето се будали. Не сме ние будали и затоа да не заборавам да се заблагодарам исто за книгата што ја добив од Македонија за хибридна војна, бидејќи таа многу одлична книга и соработувам сега со писателот да видиме како може се преведе на англиски, на кинески, на сите јазици, на турски, на сите арапски, на сите, мислам, низ целиот свет, бидејќи имаме школовани луѓе, идеи имаме како да се бориме против ова зло што е хибридна војна и затоа не сме да дозволиме некој министрче дошло овде па ќе кажува приказни. Апсолутно. Да, апсолутно. Само е мала дигресија. Кога се работи за хибридна војна овдека, оние што ја управуваат таа хибридна војна ни кажуваат за закани од хибридна војна. И тоа е тој оксиморон што го има, во кој живееме еден паралелен свет, паралелна вистина и некој мираж кој се проектира врз сите нас. Јас да си се заблагодарам многу за можноста што ја даде за ваков краток период да реагираш на посетата на министерот Муцунски, која во моментот се одвива во Австралија, да ти пожелам среќа во твоите активности и активностите на наша Македонија. Ние ќе бидеме тука сме да соработуваме и се надевам во иднина ќе бидеш наш драг гостин. Да, моје задоволство, продолжите да работите, многу убави работи правите, многу поучни работи има од филозофија, од наука, од све, одлични идеи имат македонскиот народ и ја гледам позитивна иднина за Македонија. Политичките проблеми и економските проблеми ќе се решат. Имаме ние длабоки корени, идеи, знаење, све се решават. Не ние заглавени, може политичките партии или лидерите нивни се заглавени или поплатени па да зборат едно. Меѓутоа народот е толку паметен, кај ќе појде, сега да успева. Зашто да не успеваме ние во Македонија?
Тоа е дел од приказната, да имаме слаби лидери, корумпирани лидери и не толку храбри лидери кои ќе го земат водството на државата за да ја изведат истото во вистински правец. Тоа е нашата борба, тоа е нашиот македонски предизвик да си го вратим, да ја вратиме честа достоинството. Јас верувам дека тоа ќе се случи и дека следното наше обединување ќе биде кога ќе си го вратиме името Република Македонија. Да, апсолутно. Сите за тоа се стремиме, работиме јавно, некој пат below the radar, што викаат, под радарот мора и некој пат да се работи, меѓутоа мора стратешки да се соработува. Заедницата овде, диаспората во Австралија мора да биде јака, Македонија мора да биде јака. Ако имаат слабости, може да се решат сите проблеми. Не сме заглавени и не сакам да слушам ова што зборат како папагали, НАТО, ЕУ, ништо, тоа е само пропадната работа. Гледај што е минава во светов, каде е растот, каде е вистината, каде има можности, а не да се заглавуваме. Еве германците пропаѓаат, Америка и тие се во проблеми. Значи, зашто сега ние да бидеме заглавени во еден систем? Бевме во еден систем, пропаѓа, гледаш федерација некој пат не успева. Ако не успеа Југославија да биде како федерација, тогаш што станува со Европска унија, со оние сите држави. И затоа не треба да бидеме. И јас сметам дека прв чекор што било која влада што треба да го направи е всушност подпишување договор за слободна трговија со Кина, каде што продуктите кои доваѓаат од таму, а тек ќе доваѓаат, затоа што Кина ја победи во остатокот од светот, тоа е било која западна сила во производството на автомобили, е сега број 1 сила во производството на автомобили, особено технологијата за електрични автомобили. А сето тоа го прави со многу по поволни цени. Така да наместо да се купуваат скапи автомобили со овој наш сиромашен буџет што ги имаме тука, може сето тоа да биде преку договор за слободна трговија да увезуваме поевтини автомобили кои сега ги увезуваме. Тоа е само една придобивка, но сметам дека било која влада што треба да биде наш репрезент, треба да подпише договор за слободна трговија со Кина како прв чекор за продлабочување на економската соработка меѓу нас и Република Кина. Да, еве, да речеме, на крајот Муцунски е овде, нека види што се случува во Австралија, каква е економијата, како работи водат напред, бидејќи паметни политики се водат економски, а не само да бидеме слуги на некого, тоа ништо не ни допринесува. Мора да бидеме конструктивни, професионални и да бараме решенија надвор од она што го кажуваат цело време и досадни се, да ти кажам, више не можеме да ги слушаме, само повторуваат како папагалчиња. Доста више бе молиме, нови муабети, нови стратегии се потребни. Дефинитивно, за тоа се бориме, заеднички и понатаму ќе делуваме и ќе действуваме за проекти многу за доброто на сите нас. Благодарам, Ордан, што беше повторно гостин овдека. Вратата за тебе и за другите од наша Македонија отворена, секогаш да гостувате. Ти пожелувам се најдобро и да ти се заблагодарам што одвои време за да бидеш наш драг гостин на нашиот подкаст. Да, задоволството беше мое, како што реков, многу работи научив слушајќи разни програми и навистина квалитетни работи, квалитетни луѓе и затоа сум по-оптимиста за Македонија, што повеќе слушам филозофи, економисти, луѓе што имаат добри идеи, а не само немаат идеи, а мислат дека Америка ќе го реши проблемот или Европска унија. А овие Европска унија, ако ти дадат 1 евро, ти земат 10. Тоа да го знаат луѓето.
Дефинитивно. Го знаеме сето тоа, ги знаеме нашите интереси и знаеме како да ги промовираме истите. Се надеваме еден ден тоа ќе го докажеме со дела. Да, сигурно. Благодарам Мора уште да еднаш, бидеме- Ордан, ќе бидеме у контакт. Се најдобро. Фала исто и на тебе и на сите слушатели што гледаат. Фала Благодарам. многу. Ви благодарам што го следевте овој интересен разговор помеѓу мене и Ордан Андреевски од Мелбурн. До следното јавување ви посекувам се најдобро.